Следите ново издание на регионалните вести. Македонија влезе во жолтата алертна фаза, а утре и задутре температурите ќе достигнат и до 40 степени. Лекарите препорачуваат да не се излегува од дома кога е најтопло, да се пијат многу течности и да се носи светла и лесна облека. Од денес Македонија влегува во жолта алертна фаза. Утре и задутре температурите ќе достигнат и до 40 степени Целзиусови, а вредноста на УВ индексот ќе биде најголема. Според Управата за хидрометеоролошки работи, денес дневната температура се движеше од 31 до 38 степени, а УВ индексот изнесуваше 9. Последните денови под влијание на многу топла воздушна маса ќе има значителен пораст на дневните температури, а особено топло ќе биде во следните 2 дена кога температурите на југоисток од земјава ќе достигнат и до 40 степени. Освен на болните, многу топлото време им предизвикува проблеми на здравите. Во овој период чести се различни тегоби од респираторни, кардиоваскуларни до гастроинтестинални. Сведоци сме дека последните денови имаме енормно зголемување на температури, значи беа некаде средни температурите околу 20 и неколку степени, сега ги имаме, може да кажам слободно дека веќе одат кон тропикални на 30, 33 или 35 степени и нормално дека тоа влијае врз целокупното здравје на населението овде во нашиот град и пошироко. Така да пациентите кои доаѓаат сега повеќе, ги имаме оние пак, бидејќи овие временски прилики влијаат кај хроничните болни, кај оние што имат проблеми со кардиоваскуларниот и респираторниот систем, но посебно сега имаме една друга патологија на пациентите, односно оние пациенти кои се жалат од гастроинтестиналниот тракт, односно, да кажам, народскиот болки во стомакот, кои доаѓаат со повраќање и со пролив, поради појава на вирози од типот на ова што имаме променливо време и од тоа што веќе во нашите пазари имаме во изобилство овоше и зеленчуци, кои нашите препораки се секогаш кога се конзумират, нели пред да се консумират, да се стават во ладна вода, барем најмалку 1 сат да стојат во таа вода, за да после можат да се консумират, бидејќи нормално тие се со многу пестициди се и затоа имаме една посебна патологија од овој тип кои се јавуваат во нашите ординации и можам да речам слободно дека некаде е зголемена за 10 или 15%, а очекуваме дека и повеќе ќе биде зголемен бројот на пациенти кои доаѓаат посебно заради овие тегоби. Лекарите препорачуваат да не се излегува од дома кога е најтопло, да се пијат многу течности и да се носи светла и лесна облека. Старите лица и оние со хронични заболувања редовно да ја земаат пропишаната терапија и строго да се придржуваат кон советите на лекарите. Нашите препораки се вообичаени кои ги даваме на нашите пациенти. Значи, кога УВ зраците се многу високи, значи тоа е некаде од 11 или 12 часот до кај 17 попладне, да не се излегува без потреба, поготово овие пациенти, овие групи кои ги спомнав, кои имат некоја хронична болест, па и другите, значи да излезат пред 11 часот и после 17 часот вечерта, за да ги завршат нивните секојдневни обврски, или пак ако веќе се приморани да излезат во тек на денот, нормално да носат полесна облека, да носат заштитни и очила, и капи, па и чадори за сонце, за да на тој топлотен бран, тие УВ зраци да не влијаат директно врз нивното здравје. Доктор Беким Исмаили советува да не се јаде конзервирана и масна храна која дополнително може да го оптерети системот за варење на храната. Најдобро да се внесуваат свежи, ама добро измиени намирници. Да земат само свежа храна, бидејќи кажав дека имаме ние доста во нашите пазари, уште треба убаво тоа да се мие и тоа храна што им е останато, дури и од фрижидер ако се става, се ваѓа, тоа одма се расипува, така да треба многу да внимават тоа што ќе го подготват тоа дента и да го консумират и нормално повеќе да јадат свежа храна, бидејќи реков дека сега тоа не е вообичаено, летните месеци да имаме многу пациенти кои доаѓаат, условно речено доаѓаат како троења да се, од тоа се нормално храната и да се јаде лесна, да не се јаде масна храна, бидејќи и топло сонце и храната, тоа нормално дека знае да влијае врз здравјето на пациентите.
Според управата за хидрометеоролошки работи во четврток предплане ќе настапи приодно на облачување со локален повремено пороен дожд и грмежи, што ќе донесе спуштање на дневните температури во петок за 3 до 4 степени. Во петок ќе дува и умерен до повремено засилен ветер. Во сабота повторно ќе биде стабилно и потопло. Вредноста на УВ индексот за време на викендот ќе биде 8. Намален бројот на пожари во првата половина од годинава. Наспроти тоа, се почести се интервенциите на пожарникарите при сообраќајни несреќи. Во првите 6 месеца од годинава намален е бројот на пожари во однос на лани. Пожарникарите од Тетовската територијална противпожарна единица имале вкупно 238 интервенции, од кои 185 во гаснење на пожари, а наспроти тоа се почести се интервенциите при извлекување жртви во сообраќајни несреќи. Оваа година до овој датум, до овој ден, значи имаме 238 интервенции, од кои 185 се значи на пожари, 82 на затворен простор, на отворен простор на 79 и сообраќајки 24. Услуги имаме, значи, обезбедување на превари, разни приредби, околу 50. Со што може да се пофалиме дека во овој период, за разлика од лани, значи, не се намалени на некој начин пожарите. Зошто е намалено? Затоа што противпожарната единица од Тетово активно работи на запознавање на граѓаните со опасностите од пожари. Нарочито пожари на отворен простор кои во овој период ни се појавуваат почесто. За таа цел и нашата единица е, значи, мобилизирана во полн број сме, редуцирани се, значи, одморите, отсуствата на работниците и за да полесно се справуваме во случај на овие високи температури, да има поголеми појави на пожари. Имаме превземено неколку и контакти со релевантните фактори во држава со кои треба да соработуваме, како Дирекцијата за заштита и спасување. Направена е програма по која треба, значи, да работат дирекцијата, ние, шумското стопанство, полицијата, јавните служби на градот, така да видиме сите на некој начин координирани, што доколку би се случило да имаме поголем број на појави на пожар. Со доаѓањето на печалбарите во Тетово во летниот период се зголемува и сообраќајната фреквенција, а со тоа доаѓа до зголемување на бројот на сообраќајни несреќи. Пожарникарите се обучени за стручно извлекување на жртвите во сообраќајките, па поради тоа апелираат граѓаните да се јават на 193 во вакви случаи. Многу е битно да апелираме до сите граѓани на нашата општина и на општините кои ги обслужуваме, значи, повнимателно се вози во овие периоди, затоа што е навистина сообраќајот, значи, во зголемен обем. Протокот на возила по автопатот Мајка Тереза, кој ние го обслужуваме, значи, прилика околу 50 на километри, е зголемен со фактот дека ни се движат туристи кон Охрид и кон нашите туристички центри и се случуваат, значи, овие несакани сообраќајки во овој период. Затоа би апелирале, значи, доколку и се случи ваква некоја работа, да не пробуваат да помагаат, значи, на некој начин, толку само да се јават до нас, затоа што ние имаме служби кои стручно и ефикасно ќе ги излекуваат жртвите од таквите појави. Доколку они пробаат, само може да наштетат на жртва, значи да ја убијат, не сакајќи, а да не знаат дека тоа го направили. Во случај на пожар во затворен простор, Тетовската противпожарна единица со препораки. Да нема паника, да се затворат во оној простор каде се наоѓаат, да не отвараат врати и прозорци, да не пробуваат самите да излегуваат надвор. Туку само да повикаат 193, значи нашиот број а ние ќе стигнеме и откако ние ќе стигнеме, сакам да бидат побезбедни, затоа што ќе ги преземеме сите мерки за заштита на самите
Доколку излезат од таква просторија се подложуваат на ризик на труење од јаглерод моноксид и штетни гасови кои ги испушта при секое палење. Високите температури во голема мера ја зголемија опасноста од избувнување пожари на отворено. Од Тетовската противпожарна единица апелираат до граѓаните за максимална внимателност при престој во природа или работа во полето или низ шумите, да не палат отпадоци, меѓи и стрништа, да не фрлаат неизгаснати догорчиња и опушоци. Исто така да се воздржат од палење огнови кои неизгаснати брзо можат да пламнат и да се прошират наоколу, а со тоа да предизвикаат и материјални и други последици од големи размери. Маж од Тетовско Слатино пријавил исчезнување на сопругата. Полицијата трага по 27-годишната жена. Исчезнување на сопругата во полицијата пријавил маж од Тетовско Слатино. Според информациите на МВР, вчера во 22 часот и 15 минути во полициското оделение Тиарце, 41-годишен жител на село Слатино пријавил дека пред 3 ден, односно на 3 јули околу 11 часот, од дома во непознат правец се оддалечила неговата невенчана сопруга. Жената е на возраст од 27 години, информираат од МВР. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Раѓањето на најголемиот човек роден од жена, Свети Јован Крстител, се прослави во црквите во Тетовско. На денешниот ден, попознати како Иван ден, православните верници од Тетовско по традиција го берат нането. Со свети богослужби и мендени православните жители од Тетовско го прославуваат големиот христијански празник, раѓањето на предвесникот на Господ Исус Христос, кој во светите води на реката Јордан го крсти Спасителот, Свети Јован Крстител. Светите литургии во црквите и манастирите денес беа посветени на чудесното зачнување на бездетната старица Елисавета, чудо кое архангелот Гаврил го објавил на незиниот маж, првосвештеникот Захари. Според црквата, Свети Јован Крстител заедно со Пресветата Дева, која ни го роди Бога, е врската на Стариот и Новиот свет, врската на Стариот и Новиот завет. Инаку денес се празнува почетокот на благовеста за Христос, со што се определува и посебната врска меѓу Синот Божи и последниот пророк на Стариот завет. Верниците се поклонуваа на иконата и на фреската на Свети Јован Крстител, упатуваа молитви кон светилникот кој крсти многумина во реката Јордан, се палеа свечи за здравје и благосостојба, се принесуваа дарови пред иконата на најпочитуваниот светител после Мајката Божја. Благословени беа и лебовите, виното и пченицата принесени од верниците. Празникот во народот, познат како Иван ден, за тетовци е поврзан со една многовековна традиција, поврзана со нането. Православните тетовци секоја година на денешниот датум го косат нането, а тие што имаат повеќе засејано на Иван ден излегуваат на пазар да го продадат. Во основните училишта на подрачјето на општина Гостивар досега се запишале 609 првачиња. Бројката е помала споредено со лани, но уписите не се завршени и траат до почетокот на новата учебна година. Бројот на запишани првачиња во училиштата на територијата на општина Гостивар во однос на лани е намален. Минатата учебна година имало 744 првачиња, а за наредната се запишале 609, односно 135 деца помалку. Сепак ова не е конечниот резултат. Уписите се спроведуваа во текот на мај, но продолжуваат и до почетокот на септември. Искуството од претходните години зборува дека значителен дел од родителите го чекаат последниот рок за да ги запишат децата во прво одделение. Во градот најмногу првачиња досега собра основното училиште Исмаил Кемали, вкупно 134, во Гоце Делчев досега се запишале 117, во Единство 101, а во ОУ Мустафа Кемал Ататурк 97 деца. Што се однесува до централните училишта низ селата, во Чегране се запишале 80 првачиња, Дебреше 24, Чајле и Форино 16, а во основното училиште во Вруток 7. Половина од вкупниот број на ново запишани првачиња се од албанска националност. Околу 160 ке следат настава на македонски, а 50 на турски наставен јазик. Од септември во училиште тргнуваат децата што до крајот на календарската година ке наполнат 6 години, односно оние кои се родени во 2009 година. Правилата дозволуваат во прво одделение да се запише и дете кое ќе наполни 6 години до 31 јануари 2016 година, но со одобрение на стручните служби во училиштето.
Платите кои се издвојуваат за административците од општините Тетово, Лозово, Крива Паланка, Македонски Брод, Центар Жупа и Дебар трошат половина од вкупниот буџет на локалните самоуправи. Ова се податоци објавени од Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, кој истражуваше на тема превработеност во општините. Тетово е меѓу првите 5 општини во Македонија кои речиси половина од парите од општинскиот буџет ги издвојува за пари на вработените од општинската администрација, покажува Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, кој истражуваше на тема превработеност во општините. Според истражувањето, општините се повеќе стануваат институции кои функционираат само за платите на администрацијата. Истражувањето покажа дека зголемувањето на вработените во локалната самоуправа пред секој циклус на избори довела до ситуација повеќе општини да инкасираат даноци и остваруваат приходи само за платите на вработените. Многу малку средства им остануваат за асфалтирање улици, одржување на паркови за училиштата или пак за другите сфери значени за граѓаните. Податоците покажуваат дека 71% од сопствениот буџет на општина Долнени оди за платите на администрацијата. На платниот список во оваа мала пелагониска општина се запишани 31 лице, од кои 27 на неопределено и 4 на определено работно време. Следена листата на најзаглавени општини е Лозово, само 50% од сопствениот буџет општината троши на плати. Четврт град на листата е Тетово, каде околу 42% од буџетот оди за плати на општинската администрација. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Јагуновце. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Јагуновце специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како општа мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 7 и 8 јули и на ден 8 и 9 јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе второ третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депониите во тоа подрачје. Надлежните служби му кажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики како дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Европската куќа на фудбалот УЕФА, односно нејзините тела, поведоа дисциплинска постапка против Шкендија за надпреварот против Абердин, кој минатиот четврток се одигра на националната арена Филип II во Скопје во рамките на првото квалификациско коло во Лига Европа. На истиот неодговорни навивачи на црвено-црните употребуваа ласери, а главна мета беше голманот на гостите Дени Ворд. Тоа е против правилата, па Шкендија се соочува со казна која ќе биде позната по состанокот кој ќе се одржи на 23 јули. Грчките медиуми пренесоа дека премиерот Ципрас од лидерите на земјите членки на еврозоната ќе побара долгот на неговата држава да биде намален за околу 30%, откако гласачите ги отфрлија барањата на кредиторите кои беа предуслов за доделувањето на меѓународната финансиска помош. Брисел од официјална Атина очекува да представи сериозни предлози додека на земјата и се заканува банкрот заради долгот од 323 милиарди евра. Банките во Грција ќе останат затворени во наредните 2 дена, а еден од главните грчки кредитори, Европската централна банка, го задржува притисокот врз грчките банки, откако не ја донесе очекуваната одлука за зголемување на нивната ликвидност и бара тие да ја зголемат поддршката за заштедите на граѓаните. Министрите за финансии на земјите членки на еврозоната ќе се состанат денеска во Брисел пред самитот на лидерите подоцна во текот на вечерта. Иако Ципрас најверојатно ќе биде подготвен да прифати голем број од барањата на земјите од еврозоната. Охрабрен од убедливиот триумф на неговата политика на референдумот, секако ќе побара и промени и значително намалување на долгот. Централна улога во евентуалните преговори ќе има и новиот министер за финансии Евклид Цакалотос, кој вчера го замени Варуфакис.
Преговорите за нуклеарната програма на Иран ќе продолжат за неколку денови, изјави шефицата за надворешна политика на ЕУ Федерика Могерини. Во Виена Иран и 6 светски сили се обидуваат да постигнат конечен договор до крајот на денот. Могерини изјави дека некои од министрите кои преговараат може да ги напуштат преговорите, но дека ќе се вратат. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рече дека остануваат уште 8 отворени прашања за да се постигне конечен договор. Нов земјотрес со јачина од 3 степени според Рихтеровата скала денеска околу 11 часот ја погоди Црнагора, што представува 4-ти земјотрес во последните 24 часа. Епицентарот на земјотресот бил на 13 км југоисточно од Подгорица, каде беа епицентрите и на претходните 3 земјотреси, соопшти Сеизмолошкиот завод на Црнагора. Сите потреси биле со помала јачина, до 3,9 степени според Рихтеровата скала и не предизвикале материјална штета. Денес имавме сончево и многу топло време. Утринската температура се движеше од 13 до 20 степени, а дневната од 31 до 38 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време, со мала локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 14 до 22 степени, а дневната од 33 до 40 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.